да престанете, меѓутоа велите дека не сте против транзит на бегалците. Тоа конфузни сте. Првата одлука што ја доставите на нас советниците за донесување одлука за референдум, прашањето што го имате формулирано гласеше: дали сте за или против отварање на прифатни центри и создавање на услови за населување и интеграција на бегалци и мигранти на подрачјето на општината. Значи, отварање на прифатни центри. Значи, вие сте размислували Македонија да не биде ниту транзит. Значи, немате став. Тоа е избрзана поставка, каде што правите се преку трупа, само да го прикриете криминалот во општина Битола и да го браните Талевски, ќе правите вакви грешки. Понатаму, велите зборува, ќе има промена на регулативата законска. Па вие 2008 ще донесоте стратегијата и донесоте на база на закони, кои што вие ги промените, како ВМРО ДПМН. Во мојата дискусија ќе набројам некои законите кои што беа променети во ваше време со цел да биде компатибилна стратегијата со македонското законодавство. Понатаму, велите да се заштитиме од бегалците. Согласно официјалните податоци од МВР, 2015 година, кога беше егот на бегалската криза, за азил аплицирале имало 1578 нови барања, за 1888 лица, значи далеко 200.000 бегалци. Во 2015, во 2016 бројката се спушта на 603 нови барања за азил за 760 лица, за да молам слушајте, од 1.1.2017 до 31.7.2017 година поднесени се за азил 78 барања за 87 лица, од кои од овие барања, слушајте внимателно, 81 лице прекинато постапката за азил, бидејќи ја напуштиле територијата на Република Македонија. Не сакаат да останат, нема бегалци, не можете да манипулирате. Меѓутоа нас, на сите овде и на битолчани кои е јасно дека манипулирате, го почнавте вашиот мандат со да фланерете со популизам и лицемерие и лаги, и за жал, вашиот мандат и така ќе го завршите. А за тоа, дека сте прочитали од битолчани, најдобро говори она иницијатива што ја фондувате за овој референдум од битолчани, од 1300 подписи. Па ако ви верува битолчани, сите ги треба да се подпишете. Немате кредибилитет пред битолчани. Немате. И тоа треба да го сватите. Понатаму, морам да ви кажам, зошто сте лицемерни, зошто имам хајна с хипокризија. Велите стратегија за бегалци, а стратегија за и видите, морам да го натасам, значи сега прашањето што сакате да биде на референдумот треба да биде дали сте за или против создавање услови за населување и интеграција на бегалци и мигранти на подрачјето на општина Битола. Така почитувани представници од ВМРО ДПМН, почитувани медиуми и битолска јавност, вие во 2008 година донесовте стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија. 2008 велите ќе имат стратегија за, а сега велите да бидеме против интеграција. Вие имате стратегија. И мора да се каже следно. Ова стратегија, која донесовте вие 2008 година како ВМРО ДПМН, е донесена врз основа на следното. Република Македонија, значи ова го читам од стратегијата на ВМРО ДПМН, тоест на владата предводена од ВМРО ДПМН. На врз основа на што сте донесли. Значи ние не сме надвор од светот па да функционираме самостојно како што ни дефи. Република Македонија има пристапено кон сите клучни меѓународни или регионални инструменти за заштита на бегалците и странците, односно Конвенцијата за статусот на бегалци од 51 година и нејзиниот протокол од 1967 година, по пат на сукцесија на 18 јануари 1994 година, потоа Конвенцијата на Обединетите нации против мачење и други облици на сурово, нехумано или понишувачко постапување или казнување, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, Меѓународниот пакт за економски и социјални и културни права, Конвенцијата на Обединетите нации за елиминација на сите форми на дискриминација на жените,
Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето и незините два факултативни протоколи, Женевските конвенции од 49-та година, вклучувајќи ги протоколите и два на Европската конвенција за човекови права и основни слободи, и незините протоколи под број 1, 4, 6, 7 и од 11 до 14, и Европската конвенција против мачење и нехумано или понижувачко постапување или казнување. Понатаму, ова стратегија ја носите врз основа на ова, но во не се кажувате дека е донесена и во склад со законската регулатива во Република Македонија. И при тоа, кажувате во стратегијата, воедно во насока на согласување на домашното законодавство со законодавството на Европската унија, Република Македонија во своите новодонесени закони од ВМРО во најконечната Казанска, транспортираше голем број од европските директиви кои го покриваат прашањето за интеграција на дефинираната целна група во Република Македонија. Вие велите дека стратегијата сега што е на сегашната влада е од Европската унија. И овде врз основа на тие европски регулативи вие донесете таа стратегија. Или тогаш кога бевте власт можеше. Сега кога сте опозиција не може. Граѓаните ви ја препознаваат таа хипокризија и лицемерие и затоа ве каснија на 11 декември 2016. Закони кои се пак да победите така на локалните избори, пак да велите тоа е. Закони кои ще продолжи, ако продолжи закони кои се во битола победите во битола. Закони кои се применливи за дефинираната целна група се Закон за азил и привремена заштита, Закон за странци, Закон за вработување и работа на странци, Закон за државјанство, Закон за социјална заштита, Закон за семејство, Закон за заштита на децата, Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност, Закон за здравствено осигурување, Закон за основното образование, Закон за средното образование, Закон за високото образование, Закон за сдружение на граѓани и фондациите, Закон за јавни собери, Закон за општа управна постапка и Закон за управни спорови. Сте носили стратегијата согласно законската регулатива. И не сте носили само за да ја донесите, туку сте имале намери да ја имплементирате ако дојде во ситуација да треба да се имплементира. Понатаму, во стратегијата велико добување и сместување. Ми не сакате да ги сместувате. А сте донесте стратегија за да ги сместувате милиони. Сместувањето е од витално значење за секој индивидуалност. Семејството и заедницата како критичен фактор за напредување на интеграцијата. Значи, без домување не може да има интеграција на бегалците во превод и кажано да ме разберете подобро. Понатаму, неодамно усвоената стратегија за домување. Види Маршала, сте усвоили стратегија за домување на бегалците. Како и предвидените правни акти со кои опфатено социјалното домување служат како референца врз која може да се базираат напорите за градување во пристапот за трајни решенија за домување за дефинираната целна група, читај бегалците. Понатаму, велите образование и обука. Значи, вие од 2008 година до 2012 сте сакали да ги метните бегалците во процесот на образование. Сега за тоа што велите дека има промена на регулатива за образованието, Закон за основно образование, Службен вестник на Република Македонија број 103/08 од 19.8.2008 година. Само да ве подсетам, ВМРО помага беше на вас 2008 година, да чуе Закон за образование и октогош. Член 8 вели: деца со странско државјанство и деца без државјанство, кои престојуваат во Република Македонија, имаат право на основно образование под еднакви услови како децата државјани на Република Македонија. За децата од ставот 9, значи за бегалците, новиот член се организира настава по мајчин јазик. Вие што велите ќе организираме сега настава по мајчин јазик. Па вие имате предвидено 2008. Согласно со меѓународните договори, ратификувани согласно со Уставот на Република Македонија. Значи, образованието го изборувате, тргнете го там, а ово веднаш, бидејќи не вари. Истото го сте го
следите. Вработување. Види мајката. Сте имали предвидено вработување на бегалците? 150.000 ги вработевме и државјанство. Значи, 2008 нека слушате Литовската јавна стратегија 2008 од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН во стратегијата имаше предвидувано за бегалците кои што ќе видат на територијата по Битола и Македонија да ги вработуваат. Јас ништо не зборувам на памет, се тука е аргументирано, без нервози. Со новиот закон за вработување и работа на странци, кој патен е излезен во службен вестник на Република Македонија број 70 2008. Значи нов закон за странци за вработување. И врз основа на него, вие планиравте да вработувате луѓе кои што не се државјани на Република Македонија. Именно, согласно со одредбите од законот за вработување и работа на странци, барателот на азил, на кој барањето за признавање на правото на азил не го е решено во период од една година, по истекот на период од една година може да аплицира за лична работна дозвола. Во однос на лицата со признаен статус на бегалец, согласно одредбите на законот, оно што вие го донесоте во 2007 за вработување на бегалците, овие лица може да аплицираат за лична работна дозвола на неопределено време. Тие си добија дозвола на неопределено време и вие сметате дека треба да останат тука. 2008. Според законот за вработување и работа на странци, лицата под хуманитарна или субсидиарна заштита се дефинирани како лица кои имаат право да аплицираат за лична работна дозвола. Сега, имаат право или немаат? Сега, овој момент. Според стратегијата на ВМРО ДПМН кој ще да сега, имате или немаат? Вие додека сте на власт, се може, кога ќе замирите од власт, ништо не може. Тоа е што немате сенсо за државност. Немате сенсо за државност. Одиме понатаму што сте велели како ВМРО ДПМН во 2008. Ај види нешто нова за да ќе кажа. Што ми е нови се кажи. Здравствена заштита. Значи вие се препишат. Председателот е волен според да се изкаже. Значи волен бидете сериозни. Ајде ве молам. Од 2017 малку стратегијата не кажеш нешто. Здравствена Ај поминала во 2008. Сега ме молам. Значи, вие сте предвидни. Одредбите од закон, председател е, ако сметате дека нешто не е во ред што кажувам, земете збор и кажете дека не е во ред. Не молам. Зошто нервоза? Вие не напаѓате. Вие се нервирате, не можете го да дадете. Ајде, докажете се. Одредбите од законот за азил и привремена заштита представуваат правна основа за обезбедување здравствена заштита на бегалците. Сте предвидели и здравствена заштита. Сте предвидели и социјални услуги и заштита за бегалците. Исто во стратегијата. Понатаму. Сте предвидели и центар за интеграција како модел за диалог и давање услуги. Диалогот меѓу релевантните министерства на владата на Република Македонија за прашањата сврзани со бегалци и миграција, која беше воспоставен преку меѓуминистерско дело за интеграција на бегалци и странци, треба и понатаму да се напредува поради структурна подела на одговорностите помеѓу министерствата. Значи не само што сте донесли стратегијата, туку сте сакали да ја напредувате, да ја развивате. Сепак диалогот меѓу министерствата има своји граници. Поради овој факт во многу земји се основани центри или агенции за интеграција, кои се наднежни за напредување на социјалната интеграција на мигранти и бегалци. Вакви центри вообичаено се основа на централно или регионално ниво врз база на концентрациите на популацијата од бегалците.
сте предвидили и натурализација. Интеграцијата на дефинираната целна група, односно на бегалците, не завршува со формална одлука за нивна натурализација. Со цел да се разгледуваат можностите, оспособување на новите државјани, те молам слушате, за тие целосно да го реализираат својот потенцијал во македонското општество, потребни да се размисли за дополнителни мерки, кои би го повикнале или вие не мора да слушате, меѓутоа дозволете ми јас да зборувам за да слушки битовската и македонската јавност. Од колегијалност и од културен коректност, се молам. Значи, би го потикнале нивно такти и учество во граѓанското општество на македонскиот живот. Понатаму степенот на интеграција на втората генерација. Вие сте размислували за втора генерација на бегалци. Да ви инкорпорирате во општество. Според ова интеграција. Меѓутоа сте ви јајма дајмо ова стратегија. Значи, не ви јајма стратегија да дајмо. Отворен интернет. Меѓутоа да помане, не застанува само интеграцијата. Имено, се дискутира и на седмици на влади. Се дават информации до каде е реализацијата на стратегијата. Изгора на сето тоа на седмиците на влади се носат и заклучоци. Значи, сериозно сте ја сватиле работата за примање на бегалци. Да ќе слушате, се донацат. Значи, ова е дел од записникот од 224-та седмица. Информација за имплементација на стратегијата за интеграција на бегалци и странци. Владата е разгледа информацијата за имплементацијата на стратегијата за интеграција на бегалци и странци и ја усвои со следните заклучоци. Се задолжува Министерството за транспорт и врски во рок од 10 дена да предложи една или две локации на земјиште во државна собственост кои може да се користи за изградба на стамбени единици. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да информира владата за тековните активности на квартален период. Многу сте биле загрижени за бегалците. А ако сте, не знам зашто ги прогонувате, зашто ги кажете дека некој ги носе. Значи, вие, ова е записник од 29.3.2013 година. Меѓутоа не сте застанале само на заклучоците, колку проформа да ви сте отишли и понатаму. Сте поднесе барање, владата на Република Македонија поднесе барање до општините и вели. Министерството за труд и социјална политика има одобрен проект за изградба на социјални станови. Преку ИПА фондот за потребите на сместување на бегалците. Имено за подршката на имплементацијата на стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика има аплицирано до ИПА фондот за финансирање на изградба на 100 стамбени единици. Значи, владата на ВМРО да помане со пари од Европската унија сакаше да гради станови, планира станови на гради за бегалци. И Европската унија ви смета, сега и бегалците ви смета. А до 2012 ова е барање од 5.7.2012 година. Това ще ви смета и бегалците, или сметаше и Европската унија пари бара автобус. Меѓутоа, колеги од това родопаване, правителни сте, граѓаните читаја, знаат дека ова го правите за да скриете она што се правеше во изминатите 12 години. За да прикриете неспособноста во владењето на ВМРО плане, со ова го правите. Барате да има референдум истовремено со локалните избори, за да граѓаните не слушнат за нереализираните проекти кои што му ги ветивте. Нема да слушнат дека ги излажите за БКП, сметате дека нема да слушнат. Нема да слушнат за градскиот стадион. Мислите дека нема да слушнат за офицерски. Мислите дека нема да слушнат за градните гаражи кои што му ги ветивте во центарот на Битола. Мислите дека нема да слушнат. Мислите дека нема да слушнат за опанки и така натаму. Значи, не слушнат. И доколку сакате да слушнат, ние имаме многу фер предлог. Референдумот да биде пред денот на изборите или да биде после денот на изборите со цел граѓаните да можат да слушнат за тоа што ветувате вие и што сте направиле, да слушнат што ветуваме вие за изборите и потоа да го видат кој е мислењето наше и ваше по составителците.
Меѓутоа, вие не можете да се тргнете од канчите на Владимир Талевски. Ова да помагате. Вие со стратегијата со референдумот што сакате да биде на денот на изборите, сакате да го заштитите Владимир Талевски и со референдумот што сакате да биде на денот на изборите, не сакате да се зборува за транспортет и не сакате да се зборува за криминалното владење на ВМРО Владимир Талевски во Битола. И мора да знаете